Граѓанската иницијатива Го сакам водно на денешната пресконференција информираше дека не се против изградбата на гасовод во Скопје, но не низ водно. Тие рекоа дека владата изнела невистина околу кратењето на трасата. Според Андреа Јанков, теренот нема да се врати во првобитната состојба, затоа што мора да остане гол за пристап на возилата, а исто вели дека загадувањето во Скопје нема да се намали со изградбата на овој гасовод низ водно. Овој гасовод не е наменет за Скопје, всушност Скопје има гасовод веќе 20 години, но нема развиена дистрибутивна мрежа. Според него, доведувањето на газ во Скопје и во другите градови ќе се реализира за најмалку 5 години. Ќе се исече шума со површина колку цел булевар Партизански одреди од центар до Влаја. Како смета да ја намала трасата од 25 на 10 метри, кога на снимките од Google се гледа колку не испочитуван работниот појас од 25 метри на други делници, кој на места дури зафаќа и 46 метри ширина. Воопшто не е вистина дека теренот ќе се врати во првобитна состојба и дека после неколку месеци нема да се препознае местото каде поминува гасоводот. Трасата не смее да се пошумува, по кој знае кој пат да повториме. Мора да остане гола за пристап на возила и за да не се оштети самиот гасовод од корењата на дрвјата. Според Татјана Стојановска, алтернативна траса надвор од водно има и бараат од владата да каже зошто ја одбрале токму оваа. Би сакале и да ни ја презентираат компаративната анализа која што ја споменуваат дека имаат и зошто е токму избрана оваа низводна. Исто така се спомна дека ќе се вкрстела гасоводната траса со главниот извор на водоснабдувањето на Скопје Рашче ако се иде од северната страна, што во никој случај не било препорачливо. Но истовремено кракот за Косово кој што оваа гасоводна траса вака проектирана го има, исто така се вкрстува низ Рашче. Зарем тоа сега не е проблем? Од иницијативата Го сакам водно порачуваат дека изградбата на гасовод низ водно не е за сите нас. Изградбата на добро концепирана алтернативна траса надвор од водно ќе биде за сите нас. Владата на вчерашна седмица заклучи мер да продолжи со изградбата на гасовод низ водно, но го игнорира фактот дека Министерството за животна средина треба допрва да се изјасни дали е потребна нова студија за измените на трасата која што поминува низ водно. Упорно се става еколошки предзнак на овој проект, а за тој да биде таков треба да исполни одредени критериуми и процедури кои што не биле запазени уште од почетната фаза на планирање. Со вчерашната одлука на владата само ги легитимизираше и ги поддржа сите недоследности во целата процедура од почетокот за изведбата на магистралниот гасовод. Владата на Република Македонија вчера информираше дека направи измени на проектната документација за изградба на гасовод низ парк Шумата Водно, со што ќе биде намалена количината на дрвја што треба да бидат исечени и е намалена широчината на трасата од 25 на 10 метри, а нејзината должина низ парк Шумата Водно е скратена за 4 километри. И ние не го даваме водно. И ние сакаме да го заштитиме. Тоа е наше заедничко богатство и нема да дозволиме на никаков начин да ја загрозиме природата и да ја наштетиме на животната средина. Го слушнавме вашиот глас, ги свативме пораките на граѓанските организации и ја разбравме вашата загриженост. До нас допре и предупредувањата на екологистите. Откако ги разгледавме сите сугестии и опции, направивме промени и отстапки во проектната документација со цел да се минимизира ефектот врз животната средина во текот на изградбата на гасоводот. Мери изработи предлог на нова траса со која што значително се намалува опфатот на дрвна маса на водно. Група представници на различни институции јавно ја разгледа и ја дефинираа новата траса. Со новиот предлог, опфатот на интервенција врз дрвната маса се намалува од 3000 кубни метри на околу 1400 метри кубни. Со предлогот, исто така, трасата се намалува од 25 на 10 метри ширина и се избегнуваат деловите каде има густа дрвна маса и богат растителен свет. Со ова жртвуваме 0,07 пошумено подрачје од вкупната шума на водно, за да ја зачуваме и унапредиме природата и животинскиот свет на 25.713 км квадратни, колку што е територијата на Република Македонија. Доведувањето на гасот до секое семејство не само што ќе биде од бенефит за сите граѓани, туку и ќе придонесе за заштита на животната средина на долг рок и ќе го намали загадувањето на воздухот. После предложената измена на самиот врв на водно, кај што ќе биде
кај што е поголемиот дел од дрвната маса, кај што ќе треба да се сече шумава, ние го намаливме, штетното влијание врз животната средина во парк Шума Водно за повеќе од 70%. Тоа значи дека на Водно ќе се сечат помалку од 2 хектари шума. Нискостеблесна и високостеблесна шума. Тоа значи, како што каже министерот, е околу 0,07% од вкупната дрвна маса на Водно. Или, според пресметките на јавното предпријатие Паркови Зеленило, тоа е вкупно 1400 метри кубни дрва. Што значи далеку помалку од дневната потрошувачка на дрва за грејење што се користат во Скопје. Скопје и неговата животна средина не се изолиран остров од остатокот на нашата држава Македонија. Заради тоа немаме право да стоиме на патот на гасификација на другите градови во Македонија, особено Тетово, Гостивар и Кичево. Од тука, изградбата на магистралниот вод преку Водно е за доброто на сите нас. Ова е прв пат некој да чепка во Водно, а истовремено да биде обезбедена и целосна ревитализација на зеленилото. Водно досега никогаш не било ниту заштитувано, ниту ревитализирано. Сето ова нас не прави многу поразлични од другите.